Културата е се уште во фокусот и секогаш ќе биде, нели, на емисијата Македонија наутро. Музиката е во следните минути. Подгответе се за најубавите македонски песни од албумот Македонски рози на Мите Димовски Митан во интерпретација на единствената Андријана Јаневска. Добро утро за двајцата, гости ни се во студиото. Добро утро. Како сте во овие топли утра, во ова топло утро во македонската телевизија? Се надеваме се чувствувате пријатно? Секако. Да. Андријана, ќе почнеме со дамата. Секој концерт е предизвик сам по себе. Што е посебно во овој концерт? Кој предизвик превладува тука? Па пред се заради тоа што станува збор за преработки на традиционалните македонски народни песни, кои што самите по себе се предизвик да се отпеат, да се интерпретираат, бидејќи секогаш треба да се задржи таа нишка, да кажеме, на она што навистина представува едно традиционално народно пеење, меѓутоа и сепак да биде прилагодено на денешницата, да сакаат денешните млади да ги слушаат тие аранжмани, да го запознаат повеќе нашиот фолклор. И се разбира, дополнително е тоа што во овој бенд членуваат навистина врвни музичари, со кои што секогаш е чест да се настапува. Мите, проблем има или нема во обидот да се пренесе она што е традиционално, исконско, вредно, што е историја, што е наследство, да и се даде на современата генерација и тоа да биде приемчиво за неа? Проблем нема, никогаш не имало, има предизвик. И сосем неочекувано, тргнувајќи го овој проект пред 16 на години, значи уште го живее својот живот, ден денес свириме концерти со а има 16 години од излегувањето на Македонски рози, тоа значи дека публиката си го прифати јазикот и си го прими тој концепт на раскажување на приказните македонски, како што ние го имаме поставено, тоа е електроакустика и баш беше изборот на тој звук, тој тип на аранжмани да може и денешната младина, тоест денешните генерации, и после долго време да не биде во временска рамка ставен, да биде приемчив и да биде приемчив не само за нашите слушатели во Македонија, него со еден современ јазик е раскажан во една опуштена атмосфера и ние имаме фанови низ целата екс-Југославија, земјишто се и тој албум беше во продажба на цела територија преку Медфокус продукција, на цела територија на Југославија и е во огромен тираж продаден. Едно 300.000 примероци има дадено. Ден денес добиваме пораки од странство, секако и од нашите слушатели овдека. Баш вчера имаше на објавата на концертот коментирано една господја, претпоставам дека беше од Србија, баш у овом моменту ги успива своите внуци со Митан проект. Темите кои што се обработуваат во песните кои што со векови се пренесуваат во македонската историја се повеќето се тешки, мачни за тоа време, меѓутоа историјата мора да се задржи. Како на современите млади, и на луѓето кои што живеат во современото општество, да им се долови моментот дека тоа е она што е наше и дека тоа не смееме да го забораваме. Многу е автентична македонската музика. Многу е автентична и по ритамот, и по хармонијата, и по мелодијата. Ние, за да ги доближиме до денешните генерации тој звук, стално користиме како и фрагменти дел од оригиналните песни, импровизациите се во некој можда помодерен манир, така да правиме еден спој на современото и минатото и гледаме Митан да биде мост помеѓу она минатото, како што кажав, и иднината. Главниот медиум на пренесувањето и задржувањето на традиционалната музика. Андријана спомена дека е предизвик голем. Да. Секогаш она што е народно, она што е македонско, секој македонец би требало да го доживее со многу емоции и да знае, да си го чува, да си го негува. Да, би требало. Живееме во многу нестабилно време, и емотивно, и општествено, и секако. Сакал некој да признае или не, тоа е така за некој од нас, можеби за некој не е. Како се справуваш со тој момент, со емоцијата? Па, ќе кажам дека секој професионалец пред се треба да пристапи од технички аспект кога ја изведува композицијата, без разлика дали се пее или се свири,
Секој кој што е професионален музичар тоа го знае. Емоцијата ние ја оставаме на публиката и тоа е последниот елемент кој што всушност за да стигнете до таму многу треба да сте технички подготвени. Тоа јас и на моите ученици и на студенти им го кажувам. Да, нормално дека емоцијата ние сите во нас ја носиме, меѓутоа за да излезе на површина, сето тоа треба да е совршено технички подготвено претходно. Ја следите ли од сцената публиката, реакцијата, ја чувствувате ли енергијата кога треба да се спомена Мите да се импровизира? Да, тоа е импровизација, меѓутоа професионална импровизација. Кога треба да се поткрене, кога треба да се намали, кога треба да се продолжи, кога треба да се застане, постојат ли такви моменти за време на изведбите? Секако дека постојат, да, и зависи од како да кажам тоа каде се одржува концертот, во кој дел од денот и така натаму. Значи, меѓутоа ние секако однапред, заради тоа што аранжманите и се така поставени, мора да имаме некаков концепт. Тоа е Мито можеби подобро да објасни. Ние секако мора да имаме некој концепт аранжмански, за да знаеме кој кога настапува и така натаму. Меѓутоа во рамките на аранжманите секогаш постои таа импровизација и слобода, така е. Тоа што мора признаеме, одлично се справувате со истото. Пред концертот од 20 часот, инаку 21. Иначе вака на од 20 е Скопски. Да, од 21 е концертот. Инаку пред концертот од 20 часот ќе биде отворена изложбата и ревија на народни носи од Љубанишќа до Дебор. Што ве предизвика да ја представите оваа колекција на Љупчо Милошевски? Вака да ви кажам, ние сме во Охрид на покана на Сдруженијето Арт Пријатели на господјата Рита Неранџовска и она со тоа она го организира етно фестивалот Охрид во нејзина продукција. И на нејзина покана отидовме на овој концерт во Охрид и во склопот на етно фестивал Охрид, што го продуцираат Арт Пријатели и општина Охрид. Беше идејата да се представи ова, да се направи спој на концертот и изложба на традиционални носи. Овој договор трае од претходно, доста време претходно го договаравме овој концерт, но ради објективни причини го одлагавме на неколку пати и се случи да Етнофестивал Охрид во соработка со Домот на културата на Охрид најдат заеднички јазик и да се спои како последен ден на традиционалниот фестивал, Балкански фестивал што почнува од денеска во Охрид, тоа е еден од најстарите фестивали во Македонија, се отвара со танец. Тоа доволно зборува за квалитетот на фестивалот, а ние го затвараме тој фестивал. Прекрасно е, мене во мојата долгогодишна музичка кариера, како чувство, Долни Сарај во Охрид е магичното место во кој ги имам доживеано, одсвирено едни од најдобрите концерти во мојата... Како Андријана се чувствува? Исто, да, заради тоа што еве на Долни Сарај сум настапувала и како дел од македонската опера и балет, како виолинист, и како естраден уметник, тогаш Охридски трубадури, таму се одвиваше фестивалот. Па еве и на некои концерти, химната имам вена, навистина многу пати, меѓутоа секогаш било, како што вели Мите, магично, заради тоа што имате некој чувство како да лебдите врз езерото кога настапувате. Секако имаме чувство дека лебиме кога ве слушаме, Мите и Андријана и Мите. Ви благодариме што дојдовте ова утро да го испромовираме уште еднаш ова случување 7 јули 2025, 21 часот на сцената Долни Сарај. Влезот е слободен за сите посетители. Од 20 часот отворена изложбата и ревија на народни носи од Љубанишќа до Дебор, од Љупчо Милошевски. Да се заблагодариме само искрено на медиумската поддршка на Македонската радио телевизија, која секогаш, кога станува збор за овој проект, излегува во пресред, вие и ќе го документирате, ќе се слика и ќе оди во некој од наредниот период. Нема друг начин, наше е. Така е. Наше е, треба да си го чуваме и да си го негуваме. Благодариме што постоите и што се занимавате со тоа што се занимавате.